Планинскиот венец кој ја разграничува Демерхисарската општина со Ресенската, Охридската и од општината Дебрца представува најстар облик на постанок на Балканскиот полуостров од групата на средни и високи планини кои се движат од 1000 до 2000 метри надморска височина. Тоа ја прави со питома клима и почва што дозволува раст на густа планинска шума, претежно дабова и букова, која од друга страна ќе важи како природен резерват на повеќе врсти диви животни, птици и растителен свет, без малку единствен во регионот. Природната убавина од зеленило, свежиот воздух, можноста за максимална прегледност и изворите со планинска вода дозволуваат Илирска планина да биде дом за мечки, диви свињи, диви мачки, срни, зајаци, јазовец, вреверица, лисица, царева невестлука, македонскиот рис и уште на 25 видови птици. На ова убавина не можел да ја одолее и човекот кој најпрвен по теркот на козји патики овозможил премин од една во друга област, како подоцна би се формирал шумски пат прилагоден за движење на моторни возила на релација Мало Илино, Демирхисарско и селото Брежани во општина Дебрца. Своевремено патот имал стратешка важност, при што до пред неколку години за неговата проодност се грижеше јавното предпријатие Македонија пат. Денес е исклучиво препуштен за одржување на волјата од општинските центри на Дебрца и Демирхисар, како и на дел од жителите на двете општини кои имаат интерес за непречен пристап и поминување низ оваа убавина. Токму поради ова последното, патот е во држачка состојба со можност на движење не само на лесни моторни возила, туку и на минибуси кои најчесто се преполнети со патници, намерници, желни за вкус на природното. Воздишката «Ах, тој човек» всушност би бил говор од Илирска планина кога би можела да зборува. Без него животот на планината би бил едноличен, подреден према природните закони на обстои каде секогаш во пренос би бил посилниот. Неговиот приот преку патот кој го изградил за своји потреби повлекува позитивни, ама и негативни движења, како што е случајот со неконтролираната сеча и драстичното проредување на планинската шума, која, се сложивме, представува дом на многобројни диви животни. Од друга страна, неговото присуство придонесува за немир и проредување на живиот свет, најповеќе поради недозволените ловни зафати, низ кои од трофејски поводи или некоја си економска позадина се уништуваат екзотни и ретки примероци од живиот свет, како што е случајот со македонскиот рис. Имајќи предвид дека на просторот од Западна Македонија и дел од Албанија живеат само 100 примероци од македонскиот рис, од кои добар дел на Илирска планина, загубата, макар и на еден примерок, постанува трагедија за опстој на рисот, кој попатно сите го носиме низ џеповите како слика преку апоенот од 5 денари. Иако важи како заштитен вид на диво животно, несовесни ловџи и крваво се настроени према ваквата реткост, најверојатно грабајќи се за нивното крзно. Граѓанската асоциација Меридијан од Демирхисар, преку публикации, предавање и почитување на ловечките правила, алармантно апелира за заштита не само на рисот, туку и за спречување за неконтролираното сечење на планинската шума. Од тука произлегуваат и засилените контроли на шумската и ловната служба, заедно со добронамерните кои најчесто во теку на снежите наноси, дури им доставуваат храна на дивите животни. Падините на Илирска планина често се исполнувале со луѓе, верници пред се, како би одале почест на духовниот храм посветен на Свети Илија, скромно обележен како монастриче, односно мала црква и конак кој бил доволно просторен за да ги вдоми задоцнетите или патниците намерници, кои ќе одлучат на поминување малку да здивнат во по-безбеден простор. Црквата Свети Илија пред 20 години, ако се дојдеше овде, ќе се видеа само обележје од зидини на камен. Црквата не постоеше тогаш благодарение на тогашниот председател на црковниот одбор 1990 година Живко Становевски. Обновен е овој храм и даден во употреба во истата година.
Инаку, да речем дека овој храм беше водилка да се изградат и останативе објекти што ги гледате пред во околинава на овој објект, така да може да се со еден збор каже дека овој комплекс манастирски веќе прераснува во туристички центар кој што со просторниот план на Македонија е зацатан како таков, а и ние ентузијасти подпомогнати од дарители, доброволци, градители од двете страни на планината успеавме да стигнеме до ова што го гледате денес. Почетокот го почна, како што кажав, председател на црковниот одбор од Големо Илино, меѓутоа во многу кусо време тој беше таков човек со таков авторитет, влеа кај сите голема доверба, сите му се приклучивме, не само од нашата страна, од Големо Илино црковниот одбор, туку најдовме разбирање и помош од двете страни на планината. Посебна помош имавме од, и тоа е мојчно село Велмеј, жителите од село Велмеј, како и останатите населени места од двете страни на планината. Тие не само што не помагаа во работна рака, туку од двете страни имавме и помошти кои што помогна во набавка на градежни материјали, а ние бевме тие кои што тие градежни материјали ги вградувавме овдека и успеавме за сосема кус период од 20 години да направиме навистина на една полјанка, на една голина, на една рудина, да обновиме еден ваков комплекс и така да го даруваме на сите кои што сакаат да го посетат, да уживаат во природните богатства на Илинска планина и така речено секој посетител кој што едношно дојде овдека се враќа и повторно. Оти овдека Илинска планина ги има сите богатства од вода, шума, сите билкарски работи во Илинска планина го има целиот животински свет. Тоа го докажа и пред неколку години кога боравеа студенти од Природно-математички факултет вршеа испитување на растителниот и животинскиот свет и кажаа дека Илинска планина е една од најбогатите планини во Македонија. По иницијатива на жителите од селото Големо Илино во 1990 година со само придонес преку старите темели црквата е возобновена. Неколку години подоцна, во 1997 започнато е возобновувањето на конаците кои после една деценија несебично залагање пуштени се во употреба 2009 година. Тие навистина представуваат гордост за градителите кои успеале да ги прилагодат према современите потреби на посетителот, односно верникот. Тука, во кругот на манастирот, изградена е чешма со изворска планинска вода која поминува низ каптажен систем со резервоар од 15 кубици. Приспособени се 30 легла за одмор на верниците, работени по најсовремените стандарди за престои. Комплетирана е манастирската кујна, која исто така, благодарение на електрификацијата на просторот, важи како незаменливо помагало за подготовка на храна со сите кујнски апарати и за поголем број на гости. Традиционалниот однос према храната, подготвувана на жар, ги навел планирачите на црковниот двор да изградат 2 фурни за печење на лепи месо. Проширена е и летната трапезарија, а кругот на манастирот е осветлен со канделабри. На влезот од конаците е поставен правилник за куќниот ред за користење на истите, кои на гостинот му влеваат сигурност и чувство на вистински домаќин, барем додека е во кругот на комплексот. Гостинот за овозможеното задоволство плаќа по принципот на донирање, кога средствата ги остава на место контролирано од црковниот одбор, од каде се користат за одржување на манастирскиот комплекс, како и за планирање на нови градби кои ќе бидат во интерес на посетителите. Така, веќе се во изградба 2 спортски стадиони, фудбалски и ракометен. Викаат за подготовките на спортските екипи би им добродошли условите кои се нудат пред се климатски за постигнување на врвни спортски резултати. Планирачите на ова благодетно поднебје размислуваат и за можноста за изградба на скијашки центар, доколку се најде инвеститор, додека пак општината Демирхисар во 2010 година го урбанизира просторот во обкружение на манастирот за изградба на викендици. Како што стојат работите,
Илинска планина полека но сигурно постанува центар на движење во сферата на духовниот, ловниот, спортскиот и планинарскиот туризам. Илинска планина, особено кругот на манастирот Свети Илија, има посети преку целата година. Најповеќе доаѓа за денот на Свети Илија, односно на Илиден, кога се случува да престојуваат повеќе од 3000 верници и туристи. Токму за тој ден манастирот подготвува црковен ручек за сите присутни, а го предводи кумот кој се пријавува или се избира секоја година. Големо илинци викаат дека често кумовите доаѓаат од Охридскиот крај поради можноста за издржување на трошоците што ги повлекува колективниот ручек. Ете, на пример, за време на нашата посета на манастирот Свети Илија, како домаќин, односно кум, се појави Зоран Пуповски од селото Велмеј. Јас можам да кажам дека навистина имаме најголема потешкотија што на оваа висина, на 1525 надморска височина, градежните материјали ги носиме по недоволно пристапни патишта, земјани патишта од двете страни на планината. Тоа ни представува најголема потешкотија. Досега сме правеле напори, меѓутоа овој пат е регионален пат. Овој пат е од интерес на Републиката и ние очекуваме дека Републиката барем ќе погледнат една од ваквите емисии и ќе видат што значи Илинска планина, што значи овој туристички комплекс, овој комплекс кој што навистина е терен природно богат со сите природни богатства, така речено, и очекуваме во најскора иднина владата на Република Македонија овој регионален пат да го внеси во програма и за кусо време треба да го изгради. Ние гледаме дека се градат патишта, додуша знаеме колкави се можностите, меѓутоа овој пат има приоритет, овој пат поврзува два важни локалитета. Овој пат ќе ги поврзи Охридскиот туризам, летен туризам со Крушевскиот зимен туризам. Така да што значи дека овдека и во лето и во зима ќе има голема посетеност од жителите не само на двете страни. Еве на овој ден можам да кажам и да се пофалам дека имавме доста посета и од диаспората. Нашинци, посебно големоилинци од другата страна на планината, изнајдуваат, ги планираат годишните одмори точно за овој ден и не посетуваат и ни идат. Благодарение на сите што ни дојдуваат, од големата посетеност, од се што ќе собереме оваа година, може да се види наредната година дека навистина сме вложиле од она што сме добиле. Им благодарам на сите кои што нашли можност да ни помогнат. Помошта ја очекуваме и во иднина, али најголема помош ќе биде доколку овај регионален пат биде изграден. Три дена пред нив, на починка од дена ноќ, се задржа комитската чета, која од Охрид со пешачење се движеше према Крушево, како би зела учество во прославата на националниот празник Илинден. Посетата на организирани групи исто така се зачестени. Ние се присетуваме на организираниот излет на членовите од Сдруженијето на пензионери од општините Охрид и Дебрца, кога со повеќе минибуси го исполнија кругот на манастирот. После заедничкиот ручек, посетителите се разиграа пеејќи при тоа песни од богатото македонско музичко творештво. Првиот впечаток зборува дека ова поднебје најпрвин е дарувано со убавина од природата,
а нешто подоцна од вредните раци на народот од соседните општини Демирхисар, Дебрца и Охрид. Тие, повлечени од православната традиција за почит на вакавското место, вложиле труд или на црква да изгледа величенствено, со целосно возобновување и одржување на истата, ама и да изградат пропратни објекти или конаци кои, често знаат да бидат користени, односно исполнети со народ. Ако за време на Илинденскиот празник, након аки дојде комитската чета од Охрид, која беше тргнала по славниот пат на своите предходници од Охрид за Крушево, денес, 11 август, на ова убавина и се гордеја најстарите жители од земјава, пензионерите. Во организација на Сдруженијето на пензионери од општините Охрид и Дебрца, како и Сдруженијето на пензионери од Демирхисар, произлезе првата регионална пензионерска средба од југозападниот дел на Македонија. Односно, низ 400 присутни пензионери, гости или представници на здруженија имаше од Струга, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Крушево, Прилеп, Битова, ама и од Синдикатот на пензионери од Подградец, Република Албанија. Затоа пак добрата организираност на собирот успеа да ги отргне од тешката мисла, да им наметне ведрина, песна и игра и да им остави порака дека не се заборавени, дека ни се само организираност има кој да мисли на нив и на секој од нив ќе му се посека долг живот, ако ништо повеќе, поради средбите од ваков облик кои зачестија. Во иста мисија работе и културно-уметничкото друштво Илинден од Демирхисар, најпознатите гајдаџи во Охридскиот крај, како и Кирил Мицкоски, заедно со музичкиот предводник Нове Гулабовски.
Јас учествувам уште од почетокот на изградбата и обновата на манастиров и да не речам сум човекот, меѓутоа со мене имам ентузијасти кои заеднички ги водиме овие објекти, не само што ги водиме од проектирање, набавуваме градежни материјали и ги градиме. Работната рака 95% не е и повеќе не е наплатена. Ако се најдеме, да речем, во Тесниц, може сосема мала работа наплатуваме, али повеќе од 95% се што гледате овдека е изработено од доброволна работна рака. Ова денес можда случајно го посетивте овој наш крај и ќе допринесете да не ве видат малце пошироко и од Република Македонија, нека и тие малце се навратат овдека, нека видат со какви богатства располагаме и нека ни помогнат. Честа е посетата и на помали организирани групи на луѓе, најповеќе семени, ама и научни, кога во состав на институти или невладени организации се задржуваат по неколку дена. Ловечките излети се постојани, а не се ретки и обуките на територијалната одбрана, тренинзите на повеќе спортски дисциплини и слично. Се разбира, поголема група од посетители би било корисно да се најави преку секторот за туризам при општината Демир Хисар или преку црковните одбори од Големо и Мало Илино. Со податокот дека до Илинска црква може да се прииде од Велме и Брежани, дозволете ова племенито поднебје топло да го препорачаме за посета.